now, turn up. Поздрав на сите, добре дојдовте назад на каналот на Благодуша. Ќе снимаме едно кратко влогче во кое ќе бидам искрен, навистина искрен. Сакам да искажам некои работи кои досега не сум ги кажал во врска со YouTube-от, со мојот канал. Кога јас почнав да гледам YouTube, мене идоли ми беа Зик, Рикс Паркер и сите тие други јутубери. И ми беа мотивација поради која јас почнав да снимам на YouTube. Малку беше поразлично тогаш од сега YouTube во Македонија. Почнав со PES 2015-та Мастер Лига. Потоа снимив, колкото се сеќавам добро, потоа снимив после PES-от Циклонот Давид во Прилеп, видео од поплавите во Прилеп. Потоа снимив FIFA World, FIFA World снимив и потоа снимив Minecraft. После Minecraft, тие онака видеа не ми беа, да речем, слаби за јутубер почетник, кревав за почетник јутубер кревав околу 150-200 до 300 views. Потоа снимив имитација на 5 македонски јутубери, што воедно ми беше и првото видео со 5 работи или 5 врсти кои што моментално ги снимам најчесто. Тоа видео ми помина доста добро, колку се сеќавам тогаш за еден ден, не цел ден крена 1000 views, што јас бев навистина воодушевен и благодарен сум за тоа видео. Моментално тоа видео има 12.500 views. Сум преблагодарен за тоа видео. Потоа снимив гейминг Call of Duty Modern Warfare 3. Колкото се сеќам, тоа видео многу слабо ми помина. За 2-3 дена имаше околу 100-150 views. Кога видов дека геймингот не оди како што треба на мојот канал и се одлучив да снимам 5 работи или 5 врсти така наречени скечеви кои јас ги снимам, бидејќи тогаш скоро сите јутубери во Македонија снима гейминг, фактички снима гейминг. Сакав да започнам нешто ново, што до тогаш го немаше во YouTube во Македонија. Почнав со тие скечеви да снимам кои навистина добро ми поминуваа видеата, за не цел ден креваа по 1000 views, од кои тие се видеа кои сега моментално на мојот канал имаат по 8000 views, по 6000, по 4000, по 5000 views и да не набројувам така натаму. Морам да признавам, значи си признавам рака на срце, си признавам дека навистина многу пати ме снемуваше од YouTube сцената мене. Правев уште неколку видеа, па ќе ме немаше со месец-два повторно врати се. Уште видеа па ќе ме снемаше па повторно врати се. Признавам дека беше така, но најискрено бев презафатен. Школа, работа, полагање, музичко, ракови, значи имав премногу обврски што бев преоптеретен и веќе не имав време за многу други работи, ни за YouTube. Но што сакам да кажам, мене YouTube ме прави среќен. Сакам да снимам на YouTube, поради тоа и го направив каналот на YouTube. Не ми е ни за сабскрајбери, не ми е ни за views, не ми е ни за лајкови. Ниту пак воопшто можам и слободно да ви покажам дека јас немам монтезирано видео на YouTube, немам видео направено со реклами од кои би заработил ни денар, значи нито едно видео мене не ми е направено за да земам пари од YouTube. Ниту пак до сега сум зел воопшто денар, ниту пак сум несол сметка на мојот канал од кој ќе заработувам пари. Сето го гледам како забава, хоби. Едноставно тоа ме прави мене среќен и затоа и снимам на YouTube и да ве забавувам вас и воедно и се забавувам самиот себе со тоа. Сакам да кажам, моментално е многу нешта се сменати во YouTube во Македонија. Еве веќе шести ден моментално откако секој ден пуштам по едно видео во денот, значи 6 видеа за 6 дена. Почнавме турбо на мојот канал и така и ќе остане. Моментално сум многу загрен, со многу голема и огромна мотивација за снимање видеа. Значи колку што е можно, ќе се трудам колку што е можно повеќе да пуштам видеа на мојот канал. И не е баш нешто најдобро со прегледи, значи максимумот е 500, 550, 560 прегледи. Не се жалам. Имам моментално во овие 6 дена видеа кои ми останаа на 200 прегледи, на 250 прегледи. Има видеа кои достигнаа до 550 прегледи, фаза не ми крена ништо. Сакам да кажам, ако сака и видеата нека ми останат на 150 прегледи, ако сака и на 100 прегледи нека ми останат видеата, јас нема да престанам да снимам на YouTube. Нема да престанам да пуштам видеа, јас сум така, моментално сум многу мотивиран, јас ќе пуштам видеа колку што е можно повеќе. Моментално имаме 1816 сабскрајбери, значи сме близу до
2000 субскрайбери и да не ги качам тие 2000 субскрайбери и да останам нови што е моментално субскрайбери, нема да престанам со снимање на YouTube и пуштање на видеа. Значи, како што напоменав, сум свесен дека моментално има пат на мојот канал. Ќе се обидам да ја вратам прегледноста на мојот канал да биде како порано се, доколку не може Господ здрави, пак ќе пуштам видеа, нека нема прегледност. Значи, мотивиран сум и ќе пуштам брат видеа. Утре пишав таму во групата YouTube Македонија реклами, напишав таму вака утре ќе снимаме, така нешто беше, утре ќе снимаме предизвици во коментари, оставете предизвици, ќе ги снимаме утре и утре видеото ќе биде планирано ми за утре да биде аплодирано на YouTube до вечерта. Искрено сакам да кажам дека не си квалитетен јутубер доколку те изрекламираат два-тројца од поголемите јутубери, ти со тоа крееш сабскрајбери и views, и тоа не значи дека ти си квалитетен јутубер. Квалитетен јутубер си доколку се трудиш и тоа го постигнеш сам од себе, се трудиш да направиш видеа, да направиш квалитетни видеа, да направиш нешто што ќе ми се допадне на луѓето. Во коментар на ова видео сакам да кажам дека во коментар на ова видео слободно пишете се што вие сакате да снимам, пишете што сакате да снимам од гейминг, пишете што сакате да снимам од скечеви, пишете што сакате да снимам од влогчиња, пишете што сакате да снимам од предизвици некои во коментар на ова видео. Значи рум тур, се што ви паѓа на памет, се што мислите, се што сакате да снимам, пишете во коментар на ова видео долу. Ќе се обидам да ви ги исполнам желбите на сите и да снимам се што е можно и се што сте напишале. Значи ќе се обидам да ви ги исполнам желбите на сите. Се случило и мене често пати да ми речат што се глупираш на YouTube, што е тоа што пушташ глупости на YouTube. Се глупираш, едноставно се фолираш, се правиш будала од самиот себе. На јас на тоа одговорив: брат, тоа не ме прави среќен, во тоа не може мене никој да ме предомисли, не може да ме убеди никој дека јас од тоа можеби и правам навистина будала од себе, но едноставно таа будала што е во мене внатре, со тоа јас ја ваѓам и тоа ме прави среќен мене. Сум во план, значи, за брзо време да снимиме и кратки филмчина, за брзо време сум во план да снимам и една песна, а после неја и неколку песни кои ќе бидат професионално снимени, професионално изработени, лично мои песни. Сето тоа ќе биде објавено на овој мој канал, значи на официјалниот канал на Благадуша Channel, значи што ми е сето се што е поврзано со мене, што ќе го снимам лично мене за на мојот канал, ќе биде тука на мојот канал, песни, кратки филмови, скечеви, гейминг, значи се ќе биде на тоа. Моментално ова ноќно влогче во кое сум јас искрен, само сум искрен, го снимаме, не знам колку точно е часот на вечер или на утро, на вечер, не е само што утро рано е. На вечер не знам колку точно е часот што го снимаме, значи само сум искрен, нешто така однатре се седам и некоја емоција ми се спушти вака од мене и ме натера да го снимам ова влогче едноставно. Да си ги искажам овие чувства што веќе долго време не ги искажувам. Сигурно многу луѓе мислат дека јас земам пари од YouTube бидејќи многу видеа ми се со 6.000, со 5.000, 4.000, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 views. Сигурно многу од вас мислат дека јас земам пари за тоа од YouTube, но јас можете слободно да правите и ќе доставам и докази ако треба. Јас немам еден скршен денар од YouTube земено, бидејќи ниту едно видео не ми е направено, ниту поднесено за јас да земам пари од YouTube. Затоа и клавам песни од кои може да се добие копирајт, клавам такви работи за да едноставно не земам јас пари од YouTube. Значи затоа и сум опуштен кога снимам видеа, не се плашам дали копирајт ќе ми мавни, дали ова, дали она, дали нема да земам пари заради тој копирајт. Не земам јас пари од YouTube едноставно и затоа сум толку и опуштен. И не ни планирам моментално да земам пари од YouTube. Едноставно јас YouTube го гледам како хоби, забава и тоа мене ме прави среќен, затоа и снимам јас на YouTube да ве забавувам вас и да се забавувам самиот себе. Да ве правам среќни вас и да се правам среќен самиот себе. На YouTube можам да искажам многу работи кои не можам да ги искажам никаде на друго место или во приватниот живот. Едноставно јас на YouTube сум една личност, од мене ваѓаме на личност која што не можам да извадам во приватниот живот, која што, како да ви објаснам, не можам тоа да го направам во приватниот живот и тоа нешто се празнам на YouTube, го ваѓам тоа нешто. Со неколку збора што е поентата на ова ноќно влогче кој моментално јас го снимам и ова е првиот влог на мојот канал. Со неколку збора поентата на ова влогче, со неколку реченици се извинувам, поентата на ова влогче е да значи јас не земам пари од YouTube. Јас нема да се предомислам да снимам, да се откажам од YouTube.
поради падот на мојот канал. Јас ќе се обидам да го вратам, да ги вратам прегледите на мојот канал. Ако не ги вратам, Господ здрави, јас пак ќе снимам на YouTube. И во коментар пишете се што вие сакате јас да снимам. Рум тур, скечеви, кратки филмови, гейминг, значи се што вие сакате да снимам. Ќе снимаме многу повеќе работи и мешано на мојот канал, значи се ќе снимаме. Само сум искрен, како што кажа ова ноќно влогче, само сум искрен и си ги искажувам чувствата, емоциите кои досега не можев да ги искажам, едноставно ме вовлече ова нешто вака однатре, што сакам да се искажам. И тоа беше тоа, се надевам дека ви се допадна ова ноќно влогче, доколку ви се допадна ставете лайк нормално, доколку не ви се допадна ставете дислайк, не морате ни лайк, ни дислайк ако не сакате. Што да кажам, ако сакате ставете subscribe, ако не сакате не морате да ставите subscribe. Како што напоменав, видеото со предизвици ќе биде аплодирано најкасно до утре вечерта. Ќе биде доста интересно видео, како што читав моментално има доста интересни предизвици и што треба јас да ги извршам и доста гадни, но ќе ги извршиме, ветувам дека ќе ги извршам тие предизвици. И тоа беше тоа, се гледаме утре.